Јас со внимание ја слушав вашата дискусија. Морам да признам дека во најголем дел од вашите ставови апсолутно се согласувам. Но преку ова моја реплика би сакал да споделам со вас неколку прашања и доколку сметате дека е добро, би можеле и да ми одговорите. Прво, сметам дека со законот за финансискиве правила кои треба да ги спроведува токму оваа политичка констелација е уште во стартот едно мртво роденче, затоа што многу скоро ќе видиме дека со законот кој што ќе влезе со законот за буџет ќе влезе во колизија ова предложено законско решение. Исто така се носи закон за финансиска стабилност, а при тоа позајмуваме 900 милиони евра и истовремено од државните девизни резерви трошиме над 300 милиони евра за покривање на неспособноста на РЕК Битола, односно на целиот енергетски систем. Вие во вашата дискусија напоменавте дека има ценовни покачувања, а ја би рекол ценовен шок на прехранбените производи, добијани од релевантни извори од страна на Државниот завод за статистика. И јас апсолутно се согласувам и ја делам вашата загриженост, затоа што вие токму потекнувате од образовната сфера и многу добро знаете дека со просечната плата која што имаат просветните работници, ни приближно не може да ги покријат троците само да го прехранат своето семејство, а да не зборуваме за другите потреби на било кој член од семејството. Истовремено, доколку се има во предвид дека се трошат над 300 милиони евра за РЕК Битола, што мислите каква би била ситуацијата земјоделците од регионот од каде што вие доаѓате, една од најквалитетните почви во Македонија, Полошкиот регион, во близина на Гостивар, каде што за жал го упропастивме земјиштето со пренамена од земјоделско во градежно и по тој основ го намаливме и просторот на кој се обработува земјата, односно се произведуваат земјоделски производи со кои што не би биле во ситуација како што сме сега, да имаме високи цени на прехранбени производи кои што образованите работници не можат да ги платат. Благодарам. Фадил Зендели, контрареплика, Фадил